Иако се уште не е почната кампањата официјално, неофицијално се тераат кампањи на сите политички партии. Очигледно, како што почна со Никола Груевски, така и ќе продолжи кампањата на политичките партии, но тука сме со Дафина Стојановска, пратеничка од ВМРО-ДПМН и заменик координатор на пратеничката група, да поразговараме за она што значи избори и председателски и парламентарни, но и што понатаму. Добре дојде Дафина во студиото на Еденон. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Ми беше поентата да почнам од изборите, затоа што тоа е она што најблиску иде, но излезе дел од извештајот на Европската комисија. Го видовте, како го коментирате? Па да, она што и на јавноста и беше достапно, официјално се уште не е стасан во собрание, токму вчера ден во 14:30 требаше да имаме презентација од страна на Европска делегација на овој извештај, но она што и медиумите веќе го објавуваат на сите страни е дека полош извештај не сме добиле, што според мене и сосема очекувано, не дека на ова напредувавме, туку сите државни показатели водат кон таа насока и според мене тоа е сосема реален извештај на реалната состојба во државата. Значи многу малку сегменти каде што во извештајот стои дека има напредок, генерално има или назадување или никаков напредок, критики за злоупотреба на европски знаменца, за никакво планирање, за корупција, за организиран криминал. Едноставно тоа се генералните забелешки во извештајот. Дефиниција најлош досега што Република Македонија го има добиено наназад повеќе од деценија. Да, критиките се главно кон судството, кон Да, никакви правосудството. реформи, да, нели? Затоа велам апропо на реалната состојба, бидејќи стасавме до процент доверба во судството граѓаните меѓу 1 и 0, тоа е веќе на ниво на статистичка грешка, така е тоа само едно реално отсликување на состојбата во еден дефиниран извештај на Европската комисија, кој што редовно се добива овој период од годината. Очекуваме да влезе во собрание, да се разгледа на соодветните комисии, да помине на пленарна. Едноставно тоа е резултат на сето ова што досега не се работеше, несериозно се превземаа многу обврски, така да ништо неочекувано. Има критики кон опозицијата за кочење во парламентот. Кочите ли некој процес или пак тоа се однесува за она што значи бугарски предлог, односно Може би да се однесува, за тоа ви кажав, се уште го немам комплетно, конкретно видено, предпоставувам да се однесува за тоа, но јас не би го дефинирала тоа за кочење, туку едноставно за изразување на нашиот револт. Впрочем, договорот помина во парламентот без наше гласање, но еве она што беше ветено со тој договор, на што ние предупредувавме, не можат да го спроведат затоа што ветиле нешто без согласност од ВМРО-ДПМН или би рекла без согласност од мнозинството граѓани. 80% ќе се согласиме дека е многу повеќе од едно обично мнозинство. Добро, тука го заокружуваме овој дел, бидејќи Европската комисија се уште има на пресконференција додека снимаме и не можеме да извадиме други делови за жал, инаку би го образложувал уште затоа што е многу битен овој извештај за Да, јас Македонија. денес точно ќе присуствувам, бидејќи нели снимаме претходно, денес ќе присуствувам на оваа презентација во отсуство на координаторот Мицевски. Јас директно ќе бидам запозната токму со презентацијата од Европска делегација. Така ги видиме критиките за ВМРО-ДПМН е да одиме кон изборите. Повторно имате барање за 61 пратеник, последно барање беше тоа на Никола Груевски, па падна 10 надоле, односно 51. Што очекувате сега дека ќе се случи? Очекуваме реално дека оваа бројка може да се изведе, доколку секако прво има излезност на граѓаните на Република Македонија, бидејќи јас прогнозирам дека оваа корумпирана и веќе оцрнета власт во секој поглед, мислам дека ќе води кампања што повеќе граѓаните да ги задржи дома, велејќи им дека сите сме исти и дека од оваа ситуација нема излез. Мислам дека ние спротивно на таа кампања би требале да водиме во еден дел, а секако и со понуда на решенија за сите овие проблеми кои што се напластија, се создадоа, се надградија и така натаму. Излезноста ни е битна, а возможна и 61 бројката, доколку на вистина народот поверува дека не сме сите исти, тоа го докажавме изминатиот период. Јас еве како пратеничка која што доаѓам и од претходниот и од овој парламентарен состав, и двата мандати ги помина во опозиција, можам да се пофалам дека опозицијските пратеници водат по многу нешта, по активност, по говори, по реплики, по подготвени за материјал. Добро, тоа е секогаш така кога се работи за опозиција. Жалам. Јас сакам нештата да се променат и се надевам дека следните пратеници на ВМРО-ДПМН, кои што сите анкети говорат дека ќе бидат мнозинство, ќе докажат дека пратеник на мнозинство треба да биде многу поактивен. Велам, ако се работи
работи за квалитетен закон, зошто да нема некој тој закон да го одбрани, да ги разубеди оние кои што се сомневаат. Ние на такво нешто не наидовме. Ние наидовме само на пратеници на власта во собрание кои што само чекаат да дојде чинот на гласање, да поминат. Имавме ситуации каде што тие нема можност ни да го видат законот, како што беше најсвежо со измените на кривичниот закон. Ни тие самите го немаа видено, но го гласаа. И отпосле сега се пишманат, па велат не, па гледате каква какафонија се створи, сега последно со законот за амнестија. Така да тоа е ефект, одраз на нивната несериозност. Несериозен пристап ни кон мали, ни кон крупни нешта и затоа сме дотука докај што сме. И да, изборите се веќе тема на големо, бидејќи колку и да сакаат да ги одложуваат, стасуваме до редовни. Не знам дали ќе прифатат да се одржат во исто време вториот круг на председателски и парламентарните. Тука Чина Мицкоски дека кажа дека ќе остави на власта да одлучи дали ќе бидат дали ќе бидат споени или ќе бидат одвоени изборите. Па на крајот секако дека власта ќе одлучи дали ќе ја послуша волјата, разумноста на општата состојба во држава, не само економската. Ние ризикуваме ако не се случат во исто време, знаеме дека вториот круг на председателски избори многу помалку внимание привлекува и ризикуваат да се влезе во една друга криза, која што на сите овие проблеми апсолутно не ни е потребна, но да, ќе оставиме на нивната волја, бидејќи се доближија и редовните, така да нема бегање од она што народот сака да им го каже на овие јас здисани, некогаш ги нарекувам функционери на власта. Соочување мора да има, како ќе одлучат нека биде, но народот на крајот ќе го има последниот збор. Колку кавгата Мицкоски и Груевски ќе влијае врз изборниот резултат, бидејќи имаше нови надписи во кои што се вели дека ДУИ се залагало за враќање на Груевски за да може да оформи нова политичка партија која што би одземало гласови од ВМРО-ДПМН. Па знаете како, јас мислам ни првата вест негде средина на септември се случи онаа вест кога Али Ахмети објавија дека имало средби во Будимпешта, многу малку и траеше и одекна. Тоа се само обиди на неуспешни политичари на кои што им е неизбежен поразот да пробаат на ваков начин и да направат дефокус во јавноста, но и да пробаат да се обидат во ВМРО-ДПМН да створат некој раздор. ВМРО-ДПМН од 2017 година издржи многу посилни удари, така да мислам дека е утнале темата сосема во овој правец, не гледајќи дека тие си имаат проблем во сопствениот двор. За ВМРО-ДПМН воопшто не треба да се грижат, не можат никакви ајде да не ги наречам лажни вести. Вести се секако не можат да ја нарушат компактноста и подготвеноста на ова ВМРО-ДПМН за да ја предводи државата и конечно да ја стави на вистинската патека. Бидејќи имавме многу прави правци, криви правци, прав пат, еднакви општества за сите, живот за сите, ништо од тоа не дочекавме. И не можат да тврдат дека сите се исти, затоа што Христијан Мицкоски досега не бил председател на влада на Република Македонија и допрва ќе докаже дека навистина не се сите исти. Интересно што го спомнавте животот за сите, тоа беше она флоскула на Зоран Заев. Дали Зоран Заев разговара со Мицкоски и беше тоа исто така пишано? Па и со тоа се шпекулира во јавноста, чисто за да се побуди внимание и она да се потврдува тезата сите се исти. Јас затоа не можам да потврдам ниту да порекнам, бидејќи се работи се шпекулира за следби помеѓу Заев и Мицкоски, но мислам дека тоа е сосема ирелевантно, затоа што Заев е еден промашен, пропаднат политичар кој што на времето заедно со овој Ципрас од југот велеа дека се нова генерација политичари, утната работа. Гледаме како завршија, можеби материјално да е задоволен некој човек, но кариерата која што тој имаше можност да му биде успешна и да биде поразличен од останатите и не ја утна, така да апсолутно сметам дека се работи за две сосема различни теми на кои што ако би ги ставиле на една вага, не се исти мерни единици Мицкоски и Заев, за да можеме било што за нив заедничко да кажеме дека имаат и дека би можеле за нешто. Но едно време имаше избори, па тука Мицкоски загуби од Заев кога станува збор за мерните единици. Тоа беше време пред неколку години, така? Сега гледате Заев како заврши, останува само со Филипчи, со кланот Заеви, фирмите, бизнисите, но не знам дали е
дали е тој самиот лично искрено, ако би кажал, задоволен од она што можеше, а како заврши, бидејќи Заев во 2017 во зенитот, би рекла, на СДСМ, во најголемата нивна слава, во 2021 се извинувам, претрпеа невиден пораз на локални избори, кои што реално и искрено да кажам, дури и ВМРО ДПМН не очекувавме дека толкава победа ќе извојуваме, а тие ќе претрпат толкав пораз. Тоа е таа слава која ќе ја доживеете, би рекла, може би не резултат на среќа, резултат на поддршка, на финансирање и слично, но слава до која што сте стигнале без напорна работа, без вистински искрен труд, и таа брзо завршува. Може би побрзо отколку патот по кој сте стигнале до неа. Така да Заев еден сосема промашен политичар кој што македонската историја може само да го памети и да го прикажува како еден лош премиер, лош председател на држава, од кој што никој, па ни неговите поддржувачи, не видоа ништо добро. Вие сте пратеник од 2016 година, тогаш ја предводеше пратеничката група Никола Груевски. Дали, доколку се врати во Македонија, оформи нов политички субјект, би отишле повторно со него или би останале со Мицкоски во ВМРО? Знаете како, јас како опција, како идеологија сум се определила за ВМРО ДПМН. Јас ги следам градациите на партијата. Сега сме во момент кога лидер е Христијан Мицкоски, јас во овој состав сум негов избраник, инаку имам кажано и тоа е факт, тоа стои запишано дека јас и Христијан Мицкоски сме биле на времето избрани да бидеме членови на извршниот комитет на предпоследниот состав на Никола Груевски. Тоа ниту е тајна, ниту од тоа може да се бега, ниту пак да се порекнува. Факт е, во тоа време кога Никола Груевски бил лидер, јас сум ја прифатила таа покана, таа доверба, сметам дека сум ја оправдала, сега продолжувам со Христијан Мицкоски, а кога утре евентуално би дошла и негова смена, доколку се уште некој смета дека можам да бидам додадена вредност исклучиво на ВМРО ДПМН, јас ќе останам и ќе пружам, ќе дадам се што може. Значи не би отишле со Никола Груевски? Не. За мене опцијата е ВМРО ДПМН. Добро, одиме кон председателските кандидати. Вело Марковски најави кандидатура, каже дека ќе собира потписи, но дека ќе очекува и поддршка од ВМРО ДПМН. Најави и Јовеќе Кеновски, но според вашите внатрепартиски анкети, тука се Гордана Силјановска Давкова, Александар Спасеновски, Сашко Кедев, Ганка Самоилова Цветановска. Кој име ќе го одберете? Да, овие информации од вас ги слушам. Точно е дека знам дека има анкети. Председателот Мицкоски кажа дека 22 имиња има и пратеници. Да, за кои што се водат анкети. Знаете како е постапката кај нас внатрепартиска анкети, па внатрепартиски мислења на крајот одлуката и според статутот на партијата со 30 потписи од делегатите кои што ќе бидат на таа конвенција за избор на нашиот кандидат, со 30 потписи секој ќе може да си поднесе кандидатура и на крајот ќе одлучат, мислам дека бројката е негде над 300, меѓу 300 и 500 делегати кои што ќе го изберат кандидатот. Јас верувам во сите. Секој кој што би побарал поддршка од ВМРО ДПМН, ликови како Гордана Силјановска Давкова, апсолутно за мене не се, мислам дека нема ни потреба да се дискутираат, бидејќи жената и на последните председателски за време кога е пратеничка си го докаже она за кое што говореше, покажа еден нов вид на политика како професорка по уставно право, пример по многу нешта, па еве и како пратеничка, а не би се сомневала да, доколку таа имаше пред некој ден интервју каде што ниту порекна, ниту дефинитивно кажа дека би се кандидирала или не, од мене би добил поддршка секој кој што со соодветна програма би настапил и личност која што ја познавам и верувам, поддршка би добил секако. Така, значи не исклучувате дека Гордана Силјановска Давкова би била еден од... Јас, според мене, Гордана Силјановска Давкова се уште ги исполнува сите критериуми да биде председателка на Република Македонија, но да оставиме да видиме кои ќе бидат и останатите кандидати, конечно на одлуката на она конвенција која што би се одржала евентуално негде втора половина на јануари. Според проценките, бидејќи барем председателските избори имаат еден уставно загарантиран рок од кој што нема бегање, како што знам, мислам дека тоа е негде почеток на мај, најдоцна што би требало да се случат. Дали ќе гласате за уставни измени доколку биде понудена заедничка влада, некаква преодна влада, она што се споменува веќе подолго време во јавноста? Знаете, тоа беше периодот кога председателот на ВМРО ДПМН понуди излез од таа
уставна криза или било каква криза во парламентот, но имаа доволно време луѓето од власта за да ги разгледаат нашите две барања беа тогаш и кога помина мислам дека доволно добар период, Мицкоски кажа дека веќе тие понуди не важат и доколку тогаш разговаравме на таа тема, бидејќи во еден од предлозите, еден од условите беше и широка влада без ДУИ, не се прифатија, така да веќе сега е доцна за било каква дискусија, освен мојот став, а и ставот на ВМРО ДПМН, дека под вакви услови со уцена од источниот сосед никогаш нема да прифатиме уставот повтор пат да се менува. Не се појави повтор пат некоја независна пратеничка група на ВМРО ДПМН и Не, коалиција? нема такви пратеници во оваа пратеничка група и мислам дека нема можност за реприза од таа 2018 година, ниту тие ликови се во опција, ниту во нашата пратеничка група, како што кажав, а и докажавме на 18 август, кога нели се гласаше таа точка да биде ставена на дневен ред, се видоа бројките и после тоа сметам дека второто полувреме од таа пленарна седница и затоа и не се закажува, да има било какви реални нешто вистинито во овие шпекулации, мислам дека досега работата ќе беше завршена. Побарате да се закаже таа седница повторно? Ние имаме побарано, но кажа председателот на собрание дека нема намера доколку нема доказ, иако тоа е сосема спротивно и на устав и на деловник и на демократија, да тој пред чин на гласање знае кој како би се изјаснил, но тоа е Талат Џафери, тоа е оваа власт, така да јас попрво велам дека ќе се случат и председателски парламентарни избори, отколку да се случат уставни измени со поддршка од 2/3 во парламент. Цело време зборувате гласно против партизација, од друга страна како партија имате 3 имиња кои што подолго време ги предложувате за Уставен суд. Тоа е Тодор Витларов, обвинител, Родна Живковска, која што има донирано за ВМРО ДПМН и чиј син е член на партијата и претседател на Советот во Киселавода. И тука и Саво Климовски, професорот, кој што беше дел од протестите за заедничка Македонија, од друга страна неговиот син е советник на вашиот лидер Мицкоски. Зошто парате овие личности да бидат? Зошто да не покажете нешто различно од она што го критикувате СДСМ? Па знаете како? Ако говориме за партиска определба, може би да, бидејќи реално Република Македонија е мала држава. Не можете да не најдете некој кој што е симпатизер или член на некоја партија донатор, ама пак од друга страна треба да гледаме, бидејќи според Устав, кандидатот за уставен судија има една општа дефиниција да биде истакнат правник. И сега ако гледаме термин истакнат правник, конкретно на овие тројца ликови кои што и последно ги предложивме за последниот оглас за исполнување на испразнето место уставен судија, тие мислам дека секој би се согласил дека се истакнати правници и овој пат за прв пат се случува да и Социјалдемократскиот сојуз предложи, би рекла според моите критериуми, бидејќи навистина е општо овој термин, истакната правничка, односно се работи исто така за универзитетска професорка. Затоа велам, може би да поверувам во независноста на некој иден уставен судија, доколку барем овој дел од CV-то би бил исполнет. Да, но треба да се тргне партиската блискост. Овие личности се многу блиски до ВМРО ДПМН. Сега многу или малку, и тоа би било реално општа дефиниција. За мене е подобро, ако ние сме свесни дека нема шанси тие да добијат поддршка во парламентот, но барем критериумот за истакнат правник за луѓе докажани во општествени, во државни дејности, мислам дека држи да бидат кандидирани. И верувам дека доколку се случи да тие утре бидат уставни суди, дека нималку не би ја помешале политиката или партијата во однос на нивната идна функција, што за жал не се случува. Не се случува. Имаме проблем, мислам, општествен, ментален, дали е тоа као балкански менталитет, имаме проблем со тоа да поделиме што е партија, што е позиција, без разлика дали е државна висока функција или не. Кога сте на работа не треба да ги мешате тие позиции. Јас велам и градоначалниците, може би во партија да дадат некој партиски суд, мислење, предлог, оцена, но кога се во зградата на општината, тие се градоначалници на сите граѓани, тоа не треба да биде декларативно, тоа треба на дело да се покажува, но ни затоа еден верувам. пратеник односно ни еден градоначалник од ВМРО ДПМН немате критикуван, освен Данила Арсовска која што беше избрана со ваша поддршка. Факт е дека беше избрана со наша поддршка, да не бевме ние, таа немаше ни да биде наша градоначалничка. Во тој момент ние така проценивме дека со неа ВМРО ДПМН би победила, а гледаме што се случува
без нашата поддршка со ова личност. И многу е честно и реално за мене, политички многу фер, да вие во моментот кога ќе увидите дека патиштата ви се разидуваат, да тоа го расчистите со време. А не затоа што сте ја поддржали, затоа што таа е вашиот кандидат, па до крај да молчите, да премолчувате на грешки за кои што сте свесни, а имате проблем да ги признаете во јавноста. Затоа Биле велам... толку гласна во собранието доколку биде на власт ВМРО ДПМН и прави грешки? Да. Јас тоа го апелирам, го зборувам многу често во партијата, бидејќи ова се според мене внатре партиски теми и на членовите, на оние кои што се разочарани долго време, веќе сме опозиција, ги предупредувам на некој начин да не очекуваат дека кога ние ќе дојдеме на власт, ќе се случи само да се сменат ликовите и повторно да има партизација, повторно да вработуваме наши, да ги дискриминираме другите. Значи тоа видовме до кај не доведе. Затоа верувам во она што го зборува Христијан Мицкоски, но верувам и дека ќе се најдат ликови кои што тоа утре ќе го спроведуваат, А и бидејќи СДСМ викаше дека нема да Викаше, вработува но и потоа продолжи да го прави продолжи. исто. И тоа го многу кратно го зголеми, така да се доведовме во еден хаос. И јас не велам дека само овие 7 години направиле партизација на институции. На овие 7 32. години луѓето кои што најсилни беа, ја искористија шарената револуција, моментумот во тоа време во Република Македонија, и што направија? Ништо. Ништо, и затоа сега тие многу скоро откако дојдоа на власт почна да шират тезата сите се исти. Од нив започна. Зошто? Затоа што видоа дека тие не се способни, не се прво заинтересирани да ги направат тие промени. Затоа јас предупредувам внатре во партија дека мора конечно она што го говори Христијан Мицкоски да го спроведеме на дело. Доколку не го спроведеме, јас не само што верувам, туку апелирам народот што поскоро нас да не казни, а тоа ќе се случи. Затоа што народот е веќе искусен. Нема да толерира да помине, 4 години да се заврши мандатот, ако вие продолжите по старо. Веќе нема ниту време, ниту простор за да се продолжува по стари. Видовме до каде се тоа не доведе. И сите сме заглавени, не само ние како опозиција. И овие од власта се заглавени во овој тотален дисфункционален хаос по институциите. Некој го почнал, ама некој го довршил, го надградил и се уште си го води затоа што смета дека така се добива моќта. Зошто тогаш не предложите законски измени да се среди делот со администрацијата, ако гледате дека е така, доколку се добри, верувам дека секој би ги поддржа. Ма знаете како, сме имале многу обиди со наши предлог законски решенија, но секогаш завршуваат со неуспех. Може ние да образлагаме, да поднесуваме, но крајот, ефектот е тој. Се сеќавате поднос на буџет, ребаланс, амандмани, предлози за овие за даночните реформи, се ни беше одбиено. Може би после некој известен период и нашиот предлог да го прифатат поднос на намалување на акцизи, на данокот за ДДВ, но сето тоа повторно на крајот зависи од мнозинството. Мнозинството секогаш не надгласува. Добро, ќе се заложите ли да ги вратите старите казни во кривичниот законник доколку дојдете на власт, затоа што овие казни во моментов пуштија многу луѓе од ВМРО ДПМН на слобода, но ќе значат и за актуелни представници Да, на власт. јас во една прилика кажав, нема можност да во законот впишат имења и презимења на оние за кои што се однесува, па затоа испадна дека и дел од луѓе на ВМРО ДПМН, кои што требале да одговараат, да со овие измени се бидат повластени, односно заедно со останатите, но не сум правничка, сметам дека во правото по однос на вакви закони, дека подобрата опција не може да биде заменета со полоша. Сега за мене тоа малку дискутабилно и нелогично, но велам не сум правничка. Која подобра опција гледаме, за оној кој што направил криминал или за општеството? Малку ми е дискутабилно, но да, кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, мора да го разгледа ова и да изнајде начин на вистина луѓето кои што злоупотребувале службена положба, кои што кршеле закон за јавни набавки, како што тоа не доведе конкретно до случајот онкологија. Цел тој хаос и непочитување на закони и вербата дека ако сте на власт и законите за вас поинаку би важеле, не доведе до ова. И не доведе да заради тоа ние имаме и човечки животи. А уште тоа би сакал да ве прашам кратко, дали анкетната комисија за онкологија мислите дека ќе даде некаков успех и дали новите наводи кои што ги
кажавте како партија ќе бидат вметнати во анкетната Па комисија? ние сме токму сега во таа фаза со анкетната комисија. Анкетната комисија ја води наша пратеничка, колешката Мизрахи, но мнозинството, повторно е така е според Деловник, да мнозинството го има поголемиот број на гласови во оваа комисија. Не сакам однапред да прогнозирам, но реално би требало да најдеме заеднички став, затоа што се што на таа комисија се говореше, имавме преку 50 сведоци кои што се одзваа на поканата, не само што помина како видеозапис, туку го имаме и на стенограмски белешки. Така да слеп треба да не се согласите дека тука на вистина мора да посочиме и на политичка одговорност. Неможно е да нема политичка одговорност во еден ваков скандал, затоа што ако е така, тогаш во држава треба на вистина да се прогласи дефинитивно еден тотален хаос. Затоа што во здравството, барем ако нема хиерархија, немате ништо. Овдека тотално се испомешало, одгоре почнале да се кинат нишките, така да и некој од подолните ешелони, можеби кога видел во таков хаос каде што нема регистрација на тоа колку лекови влегуваат, колку излегуваат, кому се даваат, како се даваат, па си рекол да јас овде во ова боранија од неправди да нешто се искористам. Сега правам некоја така банална паушална слика, но реално верувајте дека така се случило и барем како ВМРО ДПМН ќе бидеме гласни, не знам каков ќе биде исходот. Анкетната комисија завршува со заклучоци. Толку, не сме обвинителство, не сме суд, но имаше доволно искази тука кои што уште само имињата и презимињата на главните одговорни, велам политички одговорни, судот е тој кој што ќе констатира кривична одговорност, само уште имињата што не им се спомна. Ви благодарам многу на разговор. Јас исто, ми беше чест. Вам почитувани ви благодарам на вниманието.